Добар ден, драги ученици! Јас сум Ивановска Анита, наставничка во прво одделение. Основно за училиште Петар Петрович Његош, Пиротин. Денеска на часот по музичко образование, наставна содржина ни е препознат детски глас "Дует за две мачки" од Джоакино Росини. Цел на часот ми е ученикот ученичката да ги препознае детските гласови во композицијата. Ајде накратко да се запознаеме со Джоакино Росини. Джоакино Росини, италијански композитор, е станал познат поради неговите 39 опери. Тој е роден во Песаро, неговите родители биле музичари. Росини почна со композиции во неговата најрана возраст, односно 12 години, каде што учел музичко училиште во Вајона. Неговата прва самостојна опера била изведена 1810 година на 18 годишна возраст. Во периодот од 1810 до 1823 година тој успел да напише 34 опери кои биле изведувани насекаде низ Италија. Тој како дете престојувал по повеќе музички театри. Поради неговиот прекрасен глас му предвиделе прекрасна кариера, а тој своето музичко образование го надополнил со свирење на повеќе инструменти и подготовки за композиција. Поседува исклучително музичка меморија. Тој од едно слушање можел да ја испее слушнатата композиција, а по второ слушање и да ја напише. Младиот Росини многу брзо го почувствувал театарскиот живот. Играл на сцена и свирал во оркестар. Еве ги тука на слики татко му Џузепе Росини, мајка му Ана Росини и Џоакино Росини. Дуетот на две мачки, композиција која е напишана за два гласа, често сопран, со пијано придружба, а понекогаш со оркестар. Ова дело се смета за комично, поради тоа што се прикажува две мачки како мјолкаат. Оваа композиција првпат била представена во 1825 година. Баш поради тоа што ова дело е комично, привлекло внимание низ целиот свет. И поради тоа, овој дует е снимен од извонредни изведувачи по повеќе наврати. Например, има снимки од Викторија де Лос Анџелес, Елизабет Шварцкопф, Офелија Слор и Ен Марей, како и од многу други. Ева во прилог, во линкот дека можете да ја слушнете оваа композиција на видеото, која е изведувана од страна на две момчиња. Линкот ви е покажан доле по сликата. Може да слушнете и да видите. Ова видео го прикажува концертот на црковниот хор во Сеул. Овој француски црковен хор, со помош на оваа композиција, се обиделе на ориентален начин да ги запознаат корејците со европската култура. Момчињата се облечени во бела облека, во позадина се слушаат звуци на смеа, поради тоа што тоа е целта на оваа композиција. Но и покрај тоа што во клипот се смеат, двете момчиња кои изведуваат оваа композиција се сериозни и крајно професионални. Верувајте, дечиња, прекрасна песна. Ви благодарам на вниманието и соработката на денешниот ден. Довидување до следно видување.